Драги гледачи, гостин во ова издание на емисијата Инфорегион е кандидатот за градоначалник од партијата Интегра за Прилеп, Зоран Митревски. Господине Митревски, добре дојавте во емисијата Инфорегион. Благодарам на поканата, благодарам на порталот Инфоконфас за поканата да присуствувам на ваквото интервју. За оние што не ве познаваат, Зоран Митревски е експерт по енергетика, за сега партиски не сте обоен, но еве одлучивте овие избори да се кандидирате за кандидат за градоначалник на Прилеп, а поддржан од партијата Интегра. Од осамостојувањето на Република Македонија одлучив да се вклучам во реалниот бизнис, тоа што имав своја фирма тука во Прилеп веќе 14 години со дејноста електротехника или енергетика, како што популарно знаеме да ја нарекуваме. Меѓутоа, во тие времиња беше многу тешко да се делува успешен и да се работи со успешен бизнис. Одлучив привремено да заминам во Британија, меѓутоа понекогаш привремените нешта се малце подолги и така да не планирано останав скоро 15 години. Меѓутоа, како човек старее, така чувствува дека таму некаде, без обзира колку и да е стандардот висок, колку и да се чувствуваш комфортно од економски аспект, сепак срцето, душата не се таму. Срцето и душата припаѓаат на она место кое што најмногу го сакаш. Јас сум роден тука, тука сум функционирал, тука сум бил воспитуван во семен патриархален дух. И сега кога имате некоја друга култура, која се борите во другата култура да наметнете својата култура на одредени години, нема како. Значи, повторно се враќам тука затоа што ова е мојот дом. Ова е место каде што најмногу можам да се изразам. Некаде околу 2013 се вратив. Повторно формирав фирма која беше вклучена во енергетиката, каде што до ден денеска се борам да оставам свој трак, затоа што чувствувам дека на сите овие години работејќи во таа дејност се чувствувам како да сум енциклопедија со знаење. Меѓутоа, многу не зависи успешноста на бизнисот, зависи и од самиот систем, како функционира самиот систем. Последните збиднувања што се случуваат овде кај нас ме испровоцира до тој степен што одлучив да се вклучам во некоја политичка партија, а само да напоменам дека цел живот сум бил во реалниот бизнис, сум немал никаква желба, нити намера да бидам вклучен во политиката, ама баш во ниту еден момент. Меѓутоа, изгледа многу времињата се променија, така да во секого од нас се крие некој мал политичар кој што своите визии ги гледа на малско ниво, на поголемо ниво или на парламентарно ниво. Реков, не сум имал намера да се вклучувам, меѓутоа, поради сите овие нешта кои што треба да ги прифатиме како нормални, а воопшто не се нормални, одлучив да се пријам по покана на Интегра, да влезам во нивната шема на прокламирање на нивната програма, која што би сум рекол дека е тоа единствената програма која што е најблиску до моите видувања, кои што би функционирале за прогрес на целото стопанство кај нас. Кои се тие, рековте, пресудни моменти за да вие се одлучите да бидете кандидат за градоначалник? Што најмногу ве испровоцира? Па најмногу ме испровоцира со тоа што економијата е ставена на страна. Сите ние сме поделени. Дали по политичка линија, дали по партиска линија, дали по религиозна, дали по национална. Додека ја живеев, поголемиот дел на мојот живот во Лондон, живеев во стамбен објект, каде што во тој објект имаше жители од Африка, Кина, Јапонија, Америка, од цел свет. Меѓутоа, на никого од нас не му беше важно кој од каде е. Важното беше дали си човек или не си човек, дали си квалитетен или не си квалитетен. Тоа најмногу ме испровоцира со тоа што сме поделени во секој однос во хоризонтала и вертикала, а во такви услови нема како да има развој. Преку своето учество на овие избори, ќе се надевам и ќе дадам максимум од себе за сите тие нешта кои што не разделуваат, да ги тргнеме на страна
и да го дадам својот допринос како заедница, како сите заедно во целина, да го направиме Прилеп многу убаво место за живење за сите нас. Кој ќе биде главниот фокус на вашата работа? Пошто сум експерт во енергетика, енергетиката е најважниот сегмент во целото живење. Во приватниот, во јавниот сектор, не постои сегмент кој што не е зависен од енергетските цени. Енергетиката е сектор каде што намногу може тука да се најдам, а фактички да допринесам со внесување на огромен капитал, кој што подолго време имам странски партнери кои што се заинтересирани да инвестираат во Македонија во соларни, најмногу во соларни системи, а тоа е најважниот сегмент кој што би може да ни помогне како за делување и функционирање на сите фирми, затоа што енергетиката е најважниот сектор со тоа што ефтина енергија, ако имаме ефтина енергија, имаме ефтин производ, имаме конкурентна цена. Затоа што енергијата во последно време е толку ставена на високо ниво, не ставена на вештачки начин. Меѓутоа енергијата е берзански производ каде што ние како такви не можеме да делуваме врз формирањето на цената. Тоа зависи од берзата која што пред скоро време беше некоја 40 евра да ги кажеме по мегават, сега е веќе 120 евра, што значи дека ако не направиме нешто во тој дел, во енергетиката, сите наши фирми, кои што во овој момент се веќе во фаза на банкротство, иако никој ништо не зборува за тоа. Затоа што ако е нормалната цена 40 евра, сега е 120, со тенденција во најскоро време да биде 200 евра за мегават час. Скапа енергија, сите сме ние во банкрот. Спомнавте дека имате пријатели од странство кои што, поради вас би инвестирале тука во Прилеп во фотоволтаични централи, како што ве разбрав. Да, точно така. Јас, патувајќи и живејќи на различни страни во светот, во меѓувреме добивајќи можност да се запознам со доста главни инвеститори на овие соларни системи, во мене гледаат како потенцијален партнер кој што би можеле својот капитал да го инвестираат во локација каде што имаме прекрасни услови за производство на електрична енергија од соларни системи. Македонија е на таква локација каде што имаме најмалку 280 сончеви денови, а тоа за инвеститорите е многу важен фактор. Тие се спремни да инвестираат кај нас. Меѓутоа, јас своевремено, претходниве години, некои од нив ќе ги однесов во соодветните институции кај нас, меѓутоа тие не наидоа на разбирање на нивните желби, во тоа време им беше наложено, мегават 2, 5 или 10 мегавати, каде што никој од нив не сакаше да дискутира испод 50 мегавати. Така да сите тие заминаа тамо некаде, на други места, ги инвестираа своите пари, а ние се уште имаме проблем со енергијата, која што околу 40% веќе увезуваме енергија, а како што спомнав сега е со еднорно високи цени, а тоа значи колапс на целиот систем. Дали веќе имате направена некаква студија каде би биле лоцирани тие фотоволтаични централи во Прилеп, како би се граделе, на колкава површина? Секако дека е направена студија, со тоа што најважен елемент за инсталација на овие системи е локацијата. Од Плетвар, Прилеп, Пелагонија, Битолскиот регион и таму до грчка граница, тоа е перфектна локација за изведба на овие системи. Најважен сегмент е патната инфраструктура и далеководната мрежа. Го имаме и едното, го имаме и другото. Онај далековод кој што поминува од Рек до Кавадаци према до Фени, или онај далековод меѓународен кој што поминува од Грција према Косово или према Србија, тоа е тука, во нашето соседство или во границите на Прилепската општина. Сето тоа може да се искористи во реални можности и да се направи огромна централа, огромна зона со огромен капацитет кој што имам странски партнери кои што се спремни да инвестираат во тие системи, а тоа значи огромен процент на вработување на млади кадри кои што сега во овој момент не гледаат никаква перспективност во оваа општина, жалосно заминуваат сите.
жалостно, затоа што не гледат никаква перспектива во иднина, дали утре до ден ќе бидат како брачни партнери кои ќе имаат и тие своји семејства, меѓутоа не гледаат финансиски можности како да обстанат тие семејства. Сето ова, благодаричи на овие инвестиции од странските инвеститори, значи дека ќе направиме огромно вработување, како за изведбата на самите системи кои што би требало од минимум 5 години, каде што и после изведбата на тие системи нормално имаме техничко одржување на тие системи, така да имаме многу години нови вработувања, со тоа што не биле ограничени со некои си минимални плати, него да биде плаќањето на личните доходи според визијата на инвеститорите или пример конкурентноста на работната рака на локално ниво. Тоа е еден дел од економијата во Прилеп. Каде и како го гледате другиот дел од бизнис секторот во Прилеп? Како до создавање на подобра бизнис клима за привлекување, еве спомнавте како на странски, но така да ги мотивираме и домашните инвеститори да да инвестираат. Исто така знаеме дека Прилеп е еден земјоделски крај. Прилеп како општина е општина каде што имаме огромен број на рудни богатства. Која е вашата визија за сето тоа? Јас имам таа привилегија, често сум се родил тука и со задоволство се враќам тука, затоа што знам дека Прилеп не е сиромашна општина. Знам дека Прилеп, без обзира што политичарите за да се вадат од тоа што преходните конкретно, со тоа што кажува дека Прилеп нема доволно пари. Може би нема доволно пари, меѓутоа Прилеп лежи на богатство, од рудни богатства, од неметалните руди, како што се гранит, оникс, мермер и така натаму, каде што сите овие локални планини се во изобилство. Со тоа што само треба да организираме, да дојдат тие странски инвеститори, да ги организираме во нивното производство на копање на тие рудни богатства, меѓутоа може би големата грешка се прави и голема невработеност имаме со тоа што тие ги исцрпуваат наши природни богатства, си ги носат таму во нивните земји и од таму ги обработуваат, преработуваат и прават финален производ. Мојата идеја е да им се даде на користење на многу странски инвеститори, би сум кажал, со тоа што да не се дозволи исклучиво само исцрпување, искупување на тие рудни богатства, него еден одреден процент од 20 до 50% за да бидат тие нешта преработувани тука на локално ниво, дали во близина на нивните рудници или во индустријската зона што е тука лоцирана во Прилеп. Во однос на земјоделието спомнавме дека Прилеп е доста земјоделски крај. Прилеп ги има перфектните услови за производство на земјоделство, каде што и јас како младо дете, да кажам, како и што огромен процент од нас сме биле тутунопроизводителите, тутунот е тука присутен може би 500 години, со тоа што сите овие ниви немало место каде што не се обработувало. Меѓутоа, во денешно време, кога ќе погледнеме, огромни парцели така стојат празни, се поради неорганизација, може би на одговорните луѓе кои што се на локално или на државно ниво, што да се прави со крајниот производ. Значи, ние тука имаме неверојатно добри можности со тоа што може би сме хендикапирани во однос на водата. Значи, имаме некои хидромелиоративни системи, меѓутоа сепак Пелагонија лежи на вода со помошта на овие соларни системи. Идејата е на локално ниво да се формира фонд за инвестиции, преку кој што ќе им се помогне на сите земјоделци кои што немаат пристап до таа вода, од овие хидросистеми, да си добијат свој локален хидросистем за наводнување на нивните култури, а тоа значи дека поголемо производство, поквалитетно производство и останува на крајот само уште да ја регулираме и продажбата. Ве прашав и претходно како планирате да ја мотивирате бизнис заедницата во Прилеп повеќе да инвестира, да се зголеми комуникацијата на локална власт, бизнис сектор, како кај граѓаните да го развиеме предприемачкиот дух? Имаме неколку фирми кои што се веќе на светско ниво, така да тие се
може би над 90% извозно ориентирани, тие се веќе влезени во таа шема. Меѓутоа оние фирми кои што им треба помош, општината е сервис формиран од граѓаните, меѓутоа сервиси на граѓаните и на фирмите. Со тоа што често пати општината не реагира соодветно во однос на издавање на документација во однос на посредување можеби на централно ниво за помош на овие фирми, така да кога би граѓаните би го дале гласот за мене ќе направам целиот свој максимум за да им помогнам на фирмите, затоа што ја не потекнувам од општествените науки или медицинските науки, ја потекнувам од реалниот бизнис и многу точно знам што е тоа што нив им треба и да им излезам во пресет за сите нивни барања. Бизнис заедницата во неколку наврати досега има кажано дека нивните најголеми проблеми се немањето на соодветна инфраструктура, практично Прилеп и цела Пелагонија се оставени како слепо црево со децении назад, поради немањето на тоа автопатско решение или изграбан експресен пат, кој што знаеме се започна, па се прекина, сега одново. Имаме некои надежи дека ќе почне, некој рок до 2023 година се дава дека ќе биде завршен, но сето тоа е ставено под знак прашалник. Исто така, од друга страна, бизнисмените се жалаат на неможноста да добијат градежна дозвола за да го прошират својот бизнис. И сето тоа представува пречка за развојот на економијата во ова општина. Тоа и сакав јас да го напоменам, или пред малце кога реков дека општината е таа која што треба да им помогне на фирмите во однос на бирократските процедури да ги скрати и за да биде поекспедитивна во издавање на документација која што документација ќе им дозволи на локалните бизнисмени и документација која што ќе им помогне на меѓународните инвеститори да инвестираат баш во Прилеп. Прилеп не е баш најдоброто место за инвестиција за странските инвеститори, затоа што сите тие бараат инфраструктура. И ние ја немаме таа инфраструктура, како што ја има таа трансфер зала север-југ. Инвеститорите се немего заинтересирани да бидат најблиску до границите на северната граница и на јужната граница, каде што имаме веќе тука имаме бродски систем на грчката страна или пример оние магистрали кои што се на многу позавидно ниво од нашите магистрали да ги наречам, мада не би сум рекол дека се тоа, кои што би ја транспортирале таа роба во европските земји. Прилеп како таков, жалосно што не е вклучен воопшто во тие програми последниве неколку децении. Прилеп Битола, патот е граден со младинската работна акција Мариово, 79-та година, и тогаш завршен. Што значи дека 42 години веќе ништо не е допрено во таа сфера. Секој кој што инвестира, секогаш гледа во каква инфраструктура се наоѓа. Оној пат што е градско, Прилеп или Прилеп Битоли, натаму, тоа е во катастрофална состојба. Значи тоа го знаеме ние, меѓутоа го знаат и странците. Тоа е многу важно. Со тоа што жалосно што пред сите избори, пред 1-2-3 месеци се носи механизација, можеби колку да биде гласачкото тело малце хипнотизирано од успешноста на постоечката партија која што е на власт, што е многу грешно, затоа што ако имаме добра општина, значи имаме добра економија, имаме добар буџет на локално ниво и на државно ниво, и во таа ситуација инвеститорите се повеќе заинтересирани да дојдат кај нас. Како вие, доколку станете градоначалник на Прилеп, би го потикнале тој развој на изградба на инфраструктурата во општината? Комуникацијата со централната власт како би одела? Притисок да се изврши кон нив? Во секој случај градоначалникот е како татко на градот. Значи во семејство, татко на семејството. Значи ако тоа е во таа ситуација, затоа реков најважно е градоначалникот, барем во според мој видување, да не бидам погрешно сватен, да биде од секторот од реалниот бизнис. Затоа што сите тие менаџери кои што потекнуваат од реалниот бизнис се борат со децении и точно знаат на кои препреки наидуваат, кои препреки како се уриваат и како се решаваат. Меѓутоа, централната власт понекогаш можеби некоректна према своите деца, да ги кажем општините, затоа што не секогаш подеднакво обезбедува буџет за конкретната општина, без обзира колку да е успешна. Сведоци сме на давање на огромни средства во општини кои што дури не ни собираат ни на
ни основни средства за полнење на буџетот. Идејата, мојата идеја и идејата на партијата која што ме стави во овие градоначалнички избори, да тој данок од 18% се подели на два дела. Значи 15% нормално да се вклучуваат во управа за јавни приходи, кои што би биле како учество во државниот буџет, меѓутоа тие 3% да бидат исклучиво за локално ниво. Во таа ситуација, сите градоначалници, сите општини би се бореле за што повеќе собирање на данок, за што повеќе инвестирање од странски домашни инвеститори за градење на изградба на нови фирми, нови објекти, нови дејности преку кои што ќе се исплаќаат сите тие даноци. Значи со 3% на локално ниво, верувајте, се прават неверојатно голем број на проекти кои што би биле во интерес на граѓаните на општина Прилеп. Екологијата исто така е еден од главните факти за развојот на една општина. Кое е вашето видување во однос на ово поле? Секако, од претвар кога слегуваме надолу, према Прилеп, многу точно ја разбираме таа екологија. Значи, многу точно разбираме што е тоа што се случува кога ние слеземе долу во Прилеп. Многу точно знаеме што е тоа што го дишиме, а тој воздух што го дишиме нарочито преку зимскиот период е катастрофа за нашиот организам, кој што страда со тек на неколку години се појавуваат многу болести. За да го решиме тој случај повторно се доаѓа на мојата дејност, енергетиката, каде што обновливите извори се исклучиво замена за овие фосилни горива кои што во овој момент нас не трујат. Тука спаѓаат повторно соларните системи, кои што идејата е моја и реков и на партијата која што ме става во овие избори, да секоја куќа го добие правото како што е и во останатите земји од Европската унија. Нели ние се декларираме дека сме соединствен правец према Европската унија, меѓутоа треба да ги респектираме и нивните закони и да ги прифатиме нештата како што се и таму. Оти не е коректно ако во околните земји или во Европска унија, пример за физички лица, се дозволи изградба на соларен систем до 50 киловати, кој што е реален, а овде кај нас ни се дава према законот кој што е воведен од минатата година за енергетика до 4 киловати, меѓутоа во лавиринтот на законски и подзаконски акти скоро не е возможно да го направат тоа заинтересираните од физичкиот сектор. Значи, да се инвестира на секој покрив, нормално секој во зависност од својот буџет, секој во однос на покривната површина што ја има, да инвестира во соларен систем кој што би му помогнал во самиот буџет и дури од тоа да може да заработи. И нормално кога би се инвестираа толку многу системи од озгора плетва се, кога би се слегувале надолу, нема да биде таа ситуација како што е сега. Фондот кој што го планирам да биде во општината е наменен за да им помогне на самите заинтересирани во инвестиција на овие системи, каде што би им се дале на отплата од 1 до 5 години. Друга ситуација, возилата, значи кога цел свет разговара за електрични возила и за хибридни возила, ние разговараме овде како да купиме од западните земји некое си возило кое што 10 или 15 години постаро. Со тие го нарекуваат таму крш, а ние го нарекуваме како разумно решение за нашите потреби. Меѓутоа, во денешно време, ако добро ги следите или пример моите објави во Facebook или генерално мислам објавите што следуваат во енергетиката во целиот свет, дека електричните возила и оние од хибридни или водородни системи до 2030 ќе бидат заменети скоро во сите земји. А зашто па ние се занимаваме со овие возила кои што функционираат на фосилни горива. Значи, во градот ќе се наместат многу полночи за електрични возила, со тоа што ќе се охрабрат доста луѓе да купуваат такви возила. Не е точно дека тие возила се скапи, има возила од каде што ново возило е поевтино отколку да се земе некое возило со некој познат бренд од Германија. Меѓутоа на бензин или на дизел. Една од главните болки за нашата држава, но и за општината е иселувањето на младите. Како планирате да ги задржите младите да не се иселуваат во странство?
И јас во тоа време кога заминував мислев дека тамо некаде е ветената земја. Точно е така дека имаме комфор, имаме стандард, има некој систем кој што функционира. Верувајте, никогаш нема да се чувствувате како составен дел на тој систем. Секогаш ќе постои некое горчило кој што ќе го труе вашиот организам. Сето тоа јас го имам поминато и им посакувам и давам апел до младите да размислат пред да заминат тамо некаде. Меѓутоа, ако системот не функционира како што сега не функционира, нормално и реално е да се очекува младите да заминуваат. Жалосно е кога гледаме дека во еден ден заминуваат 10, 20 или 30 автобуси само од едно одредено место, а тука поскоро помножено со 50 патници, тоа е огромен процент на млади луѓе. Кога во моето детство ние во малото каде што сме растеле, излегува еден, после него излегуваат уште 20 или 30 деца. Сега имаме цели улици кои што го нема тој жагор воопшто. Јас се плашам дека ако со ваков интензитет се продолжи за едно 20 години, Прилеп ќе биде град на старци и на куќи на скитници кои што ќе шетаат низ градот. Како да го решиме тоа? Како да се реши? Ова сега пред малку што го кажав, конкретно за соларните системи кои што многу инвеститори сакаат баш во Македонија, мислам, ние сме доста поназад од другите земји, каде што Бугарија веќе го имаат својот максимум достигнат кој што е договорен со Европската унија. Грција веќе одамна тоа го има направено. Косово веќе не престигна. За Албанија веќе да дискутирам, тие веќе направија огромни договори со интернационални компании за изведа на нови системи. Значи, а сега Вучич, јас се импресионирав како тоа го направи, со тоа што направи договор за од 1 гигават, тоа е огромен систем кој што треба да се изведи во рок од 2 години. А ние кажуваме дека во Рек Битола треба да се инсталираат 200 мегавати, во Осломе 100 мегавати, декларативно ги кажуваме нештата. Или оние инвеститори кои што сум ги донесувал од неколку странски земји во нашите министерства, биле одбиени со тоа што им кажале ако сакате можете да земете некои мали парцели. Не се привлекуваат такви моćни инвеститори да му се услова ако сакате арно, ако не никому ништо. Нема проблем, ќе појдат во Албанија, ќе појдат во Бугарија, ќе појдат секаде. Меѓутоа, во мојата ситуација, значи, после, евентуално, ако бидам отпред како градоначелник, јас веднаш превземам активности, веднаш, за носење на такви инвеститори, веднаш почнување на активности, со тоа што ќе им се даде можност на оние кои што размислуваат, вклучувајќи ги моите деца, за да заминат тамо некаде. Значи, јас ова го правам не само за моите деца, него за сите наши деца, за да останат овде. Меѓутоа, секој кој што чувствува безперспективност, нормално дека замини. Јас сакам да го променам тоа. И ќе го променам тоа. Исто така важен фактор за развој на една општина представуваат спортот и културата кои што се на едно незавидно ниво, за жал. Во Прилеп спортската инфраструктура не е во добра кондиција, неколкуте сали што ги имаме се затворени за спортистите, немаме кино, зградата на театарот е стара повеќе од 100 години, се ветува со децени изградба на нов театар, но никако еве да го добиеме. Ово последно актуелно беше овие последните години, но не се реши таа ситуација. Како планирате да се развива спортот, културата? За жал, ние кога оваа генерација, мојата генерација со воздивнување реагира, тогаш некогаш. Значи во градот тогаш некогаш функционира воздухопловство, фотокино клубови, аероклубови, карате клубови, велосипедски, джудо, што ти не. Меѓутоа тоа нема денеска. Мислам да не го спомнувам веќе фудбалот, кој што беше синоним или како водечки во градот и на државно ниво во тогашна Југославија. Да не спомнувам дека ракомедот исто така беше на неверојатно високо ниво. Значи, наши спортисти беа присутни на меѓународни надпревари. Наши спортисти добива медали на светски надпревари. Меѓутоа, сето тоа остане како историја. За да се поврати повторно тоа, јас ќе инсистирам да се обезбеди буџет од општината кој што ќе биде исклучиво буџет за спортот.
Имам начин како се тоа да го регулирам, да се вратат можеби не сите оние спортски активности што биле некогаш присутни на ова подрачје, меѓутоа барем онај еден дел кој што ќе им даде на младите, што се вика занимација, не само занимација, меѓутоа здраво тело. Затоа што ако имаме здраво тело, имаме здрав дух. Мислам, тоа јас свое време тоа сум го чувствувал, затоа што сум бил член во карате клубот 2 години своевремено, сум бил член во аероклубот неколку години исто така. Така да за сите тие периоди додека сум бил активен член, сум се чувствувал перфектно здраво. За разлика од денешната младина која што се чувствува тотално загубена, за жал, загубена во простор и во време. И нормално дека бараат некои други решенија кои што сакам да им ги пружам тука на локално ниво, за да не размислуваат таму некаде, затоа што таму некаде не е тоа што мислат дека е како во филмовите. Уназад во последните 30 години од независноста на Македонија, кога ги гледаме програмите на политичките партии, кога доаѓаат да го побараат својот глас од граѓаните, ајде да не речем така, делуваат како романчиња за научна фантастика. Многу се убави за читање, но 90% од таа програма, потоа кога ќе стане некој градоначалник или ќе дојде на власт, на централна власт, не се реализира. Прво не се реализира тоа што тие програми се нереално напишани, само и доаѓа идејата, ја пишуваме без да се направи студија дали таа идеја е воопшто остварлива. Дали вашата програма е направена врз некаква студија, анализа, експерти и пошто вие ќе бидете различен од досегашната понуда што сме имали низ годините? Ве разбирам што го кажувате ова со тоа што секогаш пред избори или оние пример главни партии кои што се или едната или другата или едната или другата или едната и другата, така да немаме не немале некој друго трето решение кој што ќе достави квалитетни решенија за нашето секојдневно живење. Значи, за да добијат едните повеќе од другите, се обидуваат да креираат приказки кои што би биле многу добри за слушање на обичниот човек. Многу добри и за исполнување евентуално на било кои желби на некое нереално ниво. Ја не ветувам дека ќе се изградат во Прилеп 500 хидроцентрали, затоа што немаме такви услови. Не ветувам дека можеби од Норвешка ќе донесам некои владини представници кои ќе не обучуваат тука како на норвешки систем ќе треба да функционираме, затоа што очигледно дека таму системите функционираат, не само Норвешка, меѓу огромен број на земји. Моите нешта кои што сакам да ги направам не се имагинарни, не се тоа што сакаат луѓето да слушнат. Тоа се нешта кои што се веќе осмислени и функционираат во многу земји, кои што може да функционираат кај нас многу уште повеќе, затоа што ќе имаме многу подобри услови, географски, климатски услови повеќе од Германија. Конкретно Германија како луда ги инвестира овие системи на секое возможно парче земја, а додека да имаме неверојатно огромни површини кои што така ни стојат. Јас не ветувам празни приказки, јас ги ветувам оние нешта кои што може да бидат реални и врз основа на таа реалност да вработиме што повеќе луѓе, не врз основа на некоја приказка која што сакаат луѓето да слушнат. Може би луѓето сакаат нешто да слушнат, меѓутоа не го кажам тоа што сакаат да го слушнат, меѓутоа убаво да слушнат тоа што може да се направи реално за овие 5 или 10 години. Функционирањето на општината сепак зависи и од врската која што ќе се воспостави локална централна власт, односно од поддршката, парите кои што стигнуваат тука од централно ниво. Еве, сами кажувавте дека доаѓаат инвеститори, тие им викаат земете помала парцела или ако не одете си, за жал ти заминаа. Како да се воспостави таа врска помеѓу локална и централна власт, затоа што сепак локалната власт многу зависи од централната? Така е. Така е. Меѓутоа, сепак и од градоначалникот на локалната власт е неговата способност, неговата моќ да донесе инвеститори и да ги задржи тука е многу важен фактор како способност. Нормално дека општините зависат од централната власт. Меѓутоа, ако има издржани проекти, градоначалникот и неговите соработници на локално ниво, ја не гледам тука никаков проблем, без обзира од која партија би бил градоначалникот на локално ниво или која партија е како водечка партија која што ги држи сите конци, да кажам, на централно ниво. Зависи дали тие проекти би биле издржливи или неиздржливи.
ако се зборува нешто што би било имагинарно, мислам тоа што не постои централна власт што би ги финансирала. Али ако се издржи, ја не гледам тука никаков проблем, затоа што преку буџетот или према финансиите кои што ги оставаат тие странски инвеститори, нормално дека и централната власт или државниот буџет ќе ги ужива благодатите на тие финансии. И еве за крај, зошто јас како граѓанин би го закружил бројот на Зоран Митревски? Добро, убаво прашање. Нормално, мислам, тоа е потекнува од секој човек, затоа што кога ние овие сите 30 години ги имавме, да кажам, тие двете партии, едната функционираше во времето транзицијата, другата се јави дека транзицијата не е баш најдобра. 12 години правеше што правеше, не ги коментирам сега нештата што направила, како направила. Меѓутоа, очигледно кога се јави шарената револуција, очигледно дека нешто не било во ред, значи експлодирало нештото. Сите ние бевме жедни за правдина, за нешто, за некој прогрес. И очекувавме таа шарена револуција нешто да се случи, меѓутоа да бидам реален. И јас очекував, и сите ние очекувавме. Меѓутоа, тоа што очекувавме нема ни глас ни трак. Очигледно дека последниве настани, не само последните, него последниот период, се јавува огромен револт. Ја имам страшно многу пријатели кои што не знаат веќе за кого да гласат. Се јавува сабота, се јавува недела, се јавува црно или се јавува сива некоја боја. Меѓутоа, на другите бои не ми е дадена никаква можност. Јас, како некоја, трета сила, трета опција, ги кажувам нештата за кои што тврдам дека можат да функционираат, независно од тие двете партии. Значи, оние што на некој начин кој што сум ги замислувал, ако ми дозволите, тука би сум се послужил со мојот потсетник, еве, изградна на огромни соларни енергетски централи, кај што реков дека огромен број на млади луѓе ќе се вработат. Заборев да го спомнам дека можност за секој граѓанин во кофинансирање на овие системи, наместо своите заштедени средства да ги уплаќа како орочени средства во некоја банка, каде што после 10 години дефинитивно тие средства не сте на исто ниво, да може да финансира во овие системи, каде што секоја година место да губи одреден процент од своите вложени средства, да добива дивиденда, затоа што енергијата нема како да пропадне, тоа сите го знаат. Значи, енергијата е еден од најважните бизниси во светот кој што постои во денешно време. Нели? Нема како да човек кој што инвестирал во енергетика, а да му пропадне тие средства. После овозможување на брза постапка за добивање на документација за изведба, како за овие системи, така и за сите напредни проекти кои што локалните или било кои инвеститори сакаат да ги инвестираат тука. Повторно дискутираме голем процент на вработување, нели? Се тоа е поврзано со вработување. Изградба на рудници за метали и фабрики за полупроизводи, кои што спомнав дека на странските инвеститори ќе им се даде можност да ја користат локацијата, со тоа што еден голем процент, голем, 20 до 50% на локално ниво ќе се отворат фабрики. Повторно вработување. Помош на соларни системи за хидно наводнување во земјоделството и овоштарството со можност за отплата на самите системи користејќи го тој фонд за развој од 1, 3 или до 5 години, каде што секој тоа би го направил. Помош и отплата на соларни системи до 50 киловати за физички лица кои што можат да ги инсталираат сега во овој момент, значи законските акти не го дозволуваат тоа. Меѓутоа, со сета своја енергија ќе се заложам дека нашите закони да бидат идентични на законите со Европска унија, каде што се дозволува до 50 киловати изведба на соларен систем на своите покривни површини за физички лица. Додека за правни лица немаме ограничување. Меѓутоа, добивање на документацијата е веќе веќе толку комплицирана, затоа што многу и се откажуваат поради самиот начин на добивање на документација. Преку на фондот за инвестиции формиран од самата општина ќе се помага во инсталирање на системи за електрични возила во јавниот и приватниот сектор.
затоа што мора да ги привлечеме електричните возила и оние возила на хибриден систем за онај наш воздух кој што сега моментално го дишиме да биде што почист и поздрав за нашите органи. И тука да имам уште многу нешта да ги спомнам, меѓутоа нека остана како еден мал дел, затоа што во принцип не би сум сакал да ветам нешто 90% да не ги исполнам, а сите ќе ме држат после за тоа, зашто не исполни. Би сум сакал да го ставам сето ова, оние 10%, а да исполнам други дополнителни 20% кои што луѓето нема ни да бидат свесни за тоа во периодот на мандатот како градоначелник на општина Прилеп. Господин Митревски, ви благодарам за издвоеното време и за гостувањето во емисијата Инфорегион. Ви благодарам и на вам за вашата покана. Драги гледачи, тоа беше Зоран Митревски, кандидат за градоначелник на Прилеп од партијата Интегра. Ние се гледаме во наредното издание.